Вакцината против COVID-19 започнува со масовна примена веднаш по одобрението од Европската агенција за лекови на 21 декември. Со тоа трите, односно 4 видови на вакцини од различни производители, кои први завршија со третата фаза на испитувања од околу 50 на фармацевтски компании кои беа во трка, ја започнуваат борбата против пандемијата со коронавирусот и создавање на колективен имунитет. Кај нас вакцината се очекува да стигне во февруари или март, што за лекарите и експертите е добра предност за да се видат ефектите. Професор доктор Александар Петличковски, имунолог, вели дека подобро решение од вакцината не може да има. Треба да бидеме внимателни оптимисти по ова прашање. Тој збор најчесто го употребуваат сите авторитетни институции. Навистина времето за спремање на вакцините беше кратко. Некои од нив, конкретно на Pfizer и на Moderna, се направени на принцип кој што досега не е користен во вакцинирањето. Ова ќе биде прва негова употреба. Но технологијата и стратегијата не е нова, не е измислена сега, туку се користела наназад во некои обиди за генска терапија и во научни истражувања. Доктор Нико Беќаровски вели дека вакцината возможила комотно да живееме во изминатите 100 години и навикнати на стандардните ги изненадило брзото создавање на оваа вакцина. Некако се најдовме неспремни со оваа нова епидемија која што не зафати и малку чудно дојде што за релативно краток период се појавија вакцини. Меѓутоа, голем дел од студиеве што се појавуваат последниве денови говорат дека сепак ова не се и така нови модели, дека на нив се работело изминативе 10 до 15 години во смисол на превенција на претходните локални епидемии што го затекнаа човештвото. Лично сум среќен што не сме во првите држави каде што ќе се врши вакцинација, што ќе имаме еден краток, меѓутоа сепак пристоен период од 3 месеци во кој што доколку постојат евентуално некои рани несакани дејства ќе ги пројави оваа вакцина, па ќе може да се интервенира. За масовна употреба се пуштаат вакцините на Pfizer и Moderna кои се заснуваат на нова технологија, оксфордската вакцина на компанијата AstraZeneca, кинеската и руската на Спутник кои се така наречени векторски вакцини. Една од најголемите пандемии во историја на човештвото се очекува да биде ставена под контрола со вакцината, со која што се очекува колективен имунитет. Засега не постои лек, ниту било какво друго решение за сузбивање на вирусот. Од непознаница до финален производ, вакцината создава дилеми кај голем дел од популацијата, пред се заради краткото време на нејзиното создавање и безбедноста. Експертите смируваат. Иако времето е многу кратно, пократко од она што стандардно треба да помине за една вакцина од измислување до безбедност и ефикасност да стигне, сепак ниедна од стапките не е прескокната. Тука е еден напор глобален направен да се здружат авторитетни институции, да се здружат влади, да се здружат истражувачки институции за со безбедноста во прв план да стигнат до брзо решение за вакцини. Така што овие вакцини кои почнуваат да се применуваат апсолутно не се неиспитани. Тие се испитани на 30 на 40.000 граѓани и волонтери и без никакви значајни несакани ефекти го поминале тој процес на тестирање. Оздруженијето на граѓани од нас за нас, познати во јавноста како антиваксери, се противат на ставовите на стручњаците. Ова вакцина е со неиспитана технологија досега, така наречена mRNA технологија, која што фактички навлегува во суштината, ја менува нашата ДНК и РНК. Оваа технологија не е нова. Обидите за признавање на оваа технологија траат веќе 30 години и досега никогаш не беше лиценцирана, а сега наеднаш за производство на оваа токму вакцина се одобри технологијата за производство која што ја користат Pfizer и Moderna. AstraZeneca не ја користи таа технологија, си ги користи технологиите како и досега за останатите вакцини.
За информации околу безбедноста, граѓаните се препуштени на медиумите и главно на социјалните мрежи. Тука се и многу студии од шаренило на авторитети кои се споделуваат теории на заговор, лажни вести. Мислењата на граѓаните кои ги анкетиравме се поделени. Дали би се вакцинирале против коронавирусот? Не. Зошто? Прв чека, нека се вакцинира тие што треба. Вакцината, нели, тоа е спасот. Друго не постои. Предпоставувам дека како и другите лекови и ова ќе има некакви нуспојави. Ја не, Босна. Да. Зато што верувам во здравството. Значи никако. Па не знаеме колку се сигурни тие вакцини. Кој гарантира? Па ќе се вакцинирам, мора. За заштита. Нема потреба да се вакцинирам. Не верувам у тоа. Ќе се вакцинираме и веруваме на владата. Јас не. Затоа што имам природен имунитет, здрава сум. Да, обавезно. Зошто? За да се створам имунитет. Анкетата на Советодавната група за јавна политика Балкан во Европа, БИПАК, спроведена во октомври годинава, покажува дека над 40% од граѓаните одговориле дека со сигурност нема да се вакцинираат. Над 10% рекле дека веројатно нема да се вакцинираат. Тоа веројатно ќе им остави доволно вакцини на малцинството граѓани кои со сигурност ќе се вакцинираат, околу 15%, и оние кои веројатно ќе се вакцинираат, а се околу 20%. Останатите 10% од анкетираните се уште не одлучиле што ќе прават, велат во БИБАК. Гордана Гоџо вели: докажете дека вакцината е безбедна. Доколку се дојде до моментот на забрана на одредени активности, поради тоа што ја немате примено вакцината, фактички ќе дојде до проверка на тоа дали вие имате таа вакцина или во некаков документ, вакцин паспорт, например, за патување, како што е тоа веќе документ официјален на Европска унија, или пак преку некако вака што ќе ве проверува доколку навистина ева ова во Pfizer. Значи, таа состојка постои, меѓутоа намената незина, доколку е таа за да се проверува, тогаш ќе ве проверуваат дали имате вакцината. Зошто ќе проверуваат? Ако ја немате, не смеете да влезете во банка. Ако ја немате, не смеете, не знам што. Како што сега без маска не смеете никаде, утре ќе биде без вакцина. Од разговорите со лекарите, доктор Беќаровски смета дека граѓаните и медицинскиот персонал сепак треба да имаат право на избор која вакцина сакаат да ја примаат, но не го оправдува одбивањето. Вели вакцината е неопходна за создавање на колективен имунитет. Секако дека ќе остане еден окорел дел кој што и по секоја цена нема да се вакцинираат, да се надеваме дека тој ќе биде доволно мал за да се создаде некој колективен имунитет. Инаку, ако стигнеме во ситуација каде што пола од населението не сака да се вакцинира, навистина ништо не сме направиле и понатаму вака ќе се мачиме со маски да дишеме. Министерството за здравство започнува кампања за вакцинација против ковид, а министерот Филипче, кој повеќе пати повикува на вакцинација, најави дека ќе бидат превземени мерки за оние кои шират лажни вести за вакцините. Сепак Комитетот за имунизација ниту еднаш не излезе јавно да им се обрати и со детали на граѓаните да им објасни за значењето и безбедноста на вакцините со кои се планира да се вакцинираат 60 до 70% од граѓани, со што се очекува и пандемијата да запре. Светот се подготвува за периодот кој што следува, кој воедно ќе биде и голем тест за човештвото, за надежта, очекувањата, но и дилемите.